Сега одам на тој кадар, тоа е една широка камера, во овие на телевизија. Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте. Арно, ама ми го скратија тој широк кадар, идеме на директниот кадар. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение, вечер да јади бурек и после мојот кадар и одбрани да буде во цела вечер, заедно со вас. Океј, драги мои пријатели и пријателки, вечерва како и секоја вечер наназад со децени, тераме импровизирано. Дали ќе се вклучите или не, тоа зависи од вас. Ја тема нема да ви дадам, затоа што малце ми е вчера сакав да испадам една тема, затоа што не е микрофон. Океј, слушате да го преместам. Да вративме микрофонот. Да. Вчера темата беше повеќе емпатична, оде што, да речем, политичка или со некаква таква конотација. Во секој случај, идејата ми беше да одадам почит кон сите оние кои страда и сострадуваат со своите блиски и сознанието дека може би некој од нив и не биле воопшто лечени или напротив можеле да бидат и спасени, а ја пропуштиле таа шанса, едноставно можам само да замислам колку силна и траорна болка им предизвикала и нитливо се несат. Се прошувам само колку стотици, јадници, десетици, илјади фамилии се во таква тешка ситуација, емоционална, тегоба, заради сознанието оно што се случувало за ова. Знаете, не само крадење цитостатици, крадење и од пари од патишта, посредно и непосредно, секое крадење. Државата страда народот. Знаете, некои викаат, барем од ова, од оно украле. Не. Ова би е геноцид, луѓе мои. Крадењето е геноцид врз народот. Затоа што стартувавте школска година, кај ви се учебниците? Ама моите од 6-то оделение добија, а од 7-то добија? Па не знам. Вие 6-то оделение имате? Да. Имаат учебници? Не. И сега тие што се од 5-то оделение имаат учебници, си кажа, добро, супер. Ама што има ја да се мешам за овие што во 6-то немаат? Ке дојдете и вие во 6-то. И така многу интелигентна власта на една генерација дава учебници, па наредната година на друга не дава, па на трета, а народот не може да се обедини, а ние немаме емпатија спрема роднините, ние немаме емпатија спрема пријателите, а камо ли ние да создадеме една политичка граѓанска структура на непослушност или на притисок и така натаму. Или барем делумно да делуваме. Секоја чест на опозицијата, на родителите, на сите кои вчера излегоа на протест, некои викаат, излезла опозиција, па и треба да излезе. Кога народот нешто не му чини, треба да се таму. Не мора да паптаат, не мора да идат лидерите да се сликаат. Нека излезе, излезете, солидаризирајте се. Не морате. И тоа е во ред. Не морате. Но самиот протест нема никому ништо никогаш да смени. Промената доаѓа, секој систем, па и овој македонски, колку да е расхватен, е отпорен на надворешни влијанија. Тоа што пиштат овие, гледам обично од диаспората, така вие која не се буни, а што треба да влезете у собрање? Па влезете у собрање, и што се направи, ништо не се направи. Сами сте криви. Значи, не слушајте никого. Паметен сте народе. Знаете дека овој систем е подготвен за надворешен напад.
Знаете. Знаете ли, во секоја демократија, која е на власт и која прави власта? Партијата што добила најмногу пратеници. Ако не може да состави влада, се иде на повторни избори. Овде имаме малцинските, значи СДСМ кои освоја помалку од опозицијата од ВМРО да помине, они имаат влада и тоа помина. Зошто им помина? Зато што овие детија вика, отките ми на власт, све ќе стори нeke. И сега, види, ја ако си седам у некој стил департмент, си викам, слушай, дай да пушти ги, ајде. Чим ќе ми бркаат работа, кој ти дава ваква прилика некој да го мие? Абе, ке крадат тие, нека крадат, ние гајле, важно она да се заврши, да ја притискаме Србија и да не дозволиме Русија да влијае. Тоа не е геостратегија. Македонија не е стратегија. Македонија е само последица од еден цел циклус. А шарената револуција во моментот се одвива по Србија. Во Србија, ако погледнете во нивниот парламент, станаа веќе со свирчиња. И што да им кажем на србите? Дечки, жал ми е што ништо да им научите. Ке ме јебете. Ова е 2012 во Македонија. И истото сега ќе провоцираат додека не дојде сега, очекуваат малку реакција, да има некој худење за коса и од тоа да се направи белосветска драма, за да добијат меѓународна поддршка, за притисок врз власта, за да го срушат и после ќе вика и како ќе тонете у гомна се повеќе и повеќе, драги срби мои? Бидејќи Вучич ќе го срушите, кога тогаш, шарената револуција секогаш се покажа, Сорос рече, се повлекувам од Европа и ќе се сконцентрирам на запада, на Балканот. Поточно, значи сите ресурси што ги има во Македонија, во Албанија, на Косово, во Босна и така натаму, ќе служат за притисок да се сруши и да се инсталира ваква власт каква што имаме кај нас. И знаете што, кога ќе ви биде полоша, тогаш ќе ви угодуваат, абе, ова е подобра, и ден денеска, било кого, после сите овие афери, кражби и се што се случува, било кого да прашате од власта или оние што се за власта, ќе ви убедува дека е добра, па дека и ова со ците статици, па ајде ве молам, па ние и времето на Гревски немаше истраги, сега има истрага, што сакате повеќе? Океј, дечки, види, народов страда, и своето страдање ќе си има спасение, но не во овој живот, не овде и така натаму. Вчера ги отворив емисијата, мислев дека ќе имам јавување за протестите, мислев дека ќе имам јавување за нема да употребам провокативни по жестоки зборови за она со онкологија, затоа што емисијата завршивме 9 сат, бидејќи веќе почнаа да се јавуваат гледачи, нема замерка. Се јави гледачи и кажа, вода тече, институција не функционира. Одлично, супер, фала ви. Бидејќи и тоа нешто е показател. Ја очекував навистина дека ќе се јават барем редовните гледачи, нешто да се... Ама ја секогаш сум бил наивен, секогаш кога мислам дека има нешто напнато во општеството, дека тоа ќе се канализира на некој начин, но луѓето си калкулираат и тоа е во ред. Јас сум поемотивниот кој вели дека навистина сега е моментот нешто да направиме и некаков импакт, да се бодриме меѓу себе. Но, да гледате овој знак овде? Ај сега да предетам од тема на тема шизофреном. Доктор Драган Даниловски е еден од најголемите христијани кој го познавам, еден од најголемите емпати, човек кој секогаш помагал секому, колку можело човечки. Човекот знам само, ова е символот на албумот на Горан Трајковски. Ако загледувате што е, ќе ви стане јасно. Одам на уметникот не процени и ги предвидел работите. Горан пред некоја година имаше една тешка ситуација и доцна навечер ми се
javi za pomoć, meni mi je brat, tako da najnormalno je da se javi kod mene. Но беше ситуацијата така критична да мора да реагира. Бидејќи нема каде, нема кому, нали, јас сум, не можам на ниједен од клиника лекари да се јавам, бидејќи, нали, ја не сум им од партија. Се јавив кај доктор Драган Даниловски да ми едно време околу 1 часот по помоќ. Го разводив од спиење. Човекот е во години и е во пензија. И ништо никому не е должен. Значи, од чорапи излезе да помогне како знае и уме во таа ситуација. Се реши што се реши. Ја тоа нема да му го заборавам. Нема да му заборавам дека кога жена ми 2 пати беше во критична ситуација, веднаш трча да помогне. Кога ни службите не реагира. Кога мене ми требаше голема помош, беше по-загрижен за моето здравје, од што било кој ближен мој друг. И направи се што е човечки. Нити му побара, значи едно да побараш помош и нормално ќе реагира човек. Ни да побараш, мислам, човек со таква доблест, со таква врлина. И во сето тоа, он се јавува после скандалот и он лично се удара во гради. Пазете, доктор Драган Даниловски е човек во пензија. Он не е ни повикан. Он нема ни прокси одговорност за себе ова. Но како секој христијанин, наоѓа некаква одговорност во себе, како човек, се срамам од човечки вид. Зошто сум дел? Како јас што се засрам и викам, јас сум дел од македонците, кога македонци краделе од македонци лекови, човече. Срам да те фати. Срам да те фати. И вели, никогаш веќе пациент нема да влезе во докторска ординација без студени морници да му пролагат до жеребетот прошувајќи се. И овој да не е од таквите. Не се сите такви, ама покрај сувото гори и суровото. Овој срам никогаш нема да го испереме. Никогаш. Но крајна линија ова е пораз и срам и за нас, професорите на медицинскиот факултет, зашто сите оние што ги фатија се рацете во медот, биле наши студенти на кои не сме успеале да им градиме основни етички принципи. Подјаволите ќе беа залудни сите мои 40 години стаж. Професор доктор Даниловски. Знаете што? Професорите на факултет се должни да дадат знаење. Етика и морал не се учи на факултет. Етика и морал се учи во црква и во домовите. Тоа е домашно воспитание. Сите оние билмези кои коментира, не сте ги учеле. Кај има за морал и етика? Има една, како да кажам, како дефинира на некој учебниче кое учат. Единствено место кај што се учи за морал, етика и љубов е домот и црквата. Нема трето. Не постои. Професор еден кој треба да те научи како да спасиш живот, нема време да те учи. Предпоставува. Секој професор треба да предпостави дека покрај тоа што си дошол за такво знаење, да во твој раце биде човечки живот, ќе имаш некаква морална и етичка одговорност. Ама лек, будење. Имаме нова власт, имаме нови снежики, имаме овие што е битно. Ние таман се израдува оној билмезот кој ни се изживуваше на човекот со деца со специјални потреби, дека такви лошо му било семето на таткото, па такви раѓат. А денеска ја сретнав Ребека, во здраво жива потресена жената, расплакана. Едното од децата кој е со специјални потреби, тоа сите го знаете, дошло до некоја жена и рекла дали можам да ве преведам. Скандал. Како не влегав минута порано, па јас да направам еден скандал, па да се забошати со и вечерва од некоја станица да ме вади јанаки. Неверојатно. Не разбирам луѓе, знаете, на приватен простор, има хистерични и панични, ама немаме емпатија. Ево го. Ова е. Не викајте, чекај. Не викајте, да, не такви се. Такви сме. Таков си ти. Ти
ќе го заслужи Царството небесно само според делата. Бидејќи, ко што? Само по исповед, ја, Господ и Тере, прави што сакаш. Не е така. Не е така. Ако се исповедаш, а не се жртвуваш, не страдаш, не се даваш, уште потешко ќе ти се суди. Јас се жезнав, станав верник. Боле ќе ми беше да се седе се прави будала, направи нешто добро, колку толку и потоа ќе ти се мери. Океј, све е супер, немаме тема за вечерва, можеме да збориме за паклиџаните, нема паклиџани, за убав паклиџан не најдов, нели, за тоа да зборите. За учебниците не мора да збориме. Еве ќе збориме што го боли највише македонецот. Македонецот го боли храна, цените на храна. Ама добри се цените на храна. Нема инфлација, туку на запад го викаат дефлација или тежинофлација. Поточно, цената на производот останува иста. Чипсот е 50 денари. Ама наместо 80 грама веќе е 70 грама. И тоа поминува, глад поминува. Затоа што точно вие знаат психологија, точно. Дури и да сте свесни за тоа, помирливо, добре, нема реакција, нема бойкот, и он може да се тере така. Дали е тоа? Чекай, како беше? Колку е сега? Литра и пола пепсито. По цена, колку што беше 2 литра. Дали е Кока-Кола, дали е ова или ова? Окей. Лайв стримот ќе го прекинам, бидејќи може би ќе се вклучам, ќе го вклучам подоцна ако има некој со интересно јавување, затоа што ќе идам со некој прилози. Лайв стрим имате на Rumble, имате на Телеком и толку. Впрочем, нема ништо да гледате од Јави Бурек, толку е. Мојот монолог, јас се знаедов Бурек колку да попунам престор во 30 минути. До пополнам, најдов пар интересни работи. Едното е компјутерски хроники, презентација на лаптоп од 1989 година. Чекај да Јанко, збореше суштински работи, страдање, народ, кај е ова. Добро, затоа што се мислат како се прават тузумби или да продолжам или ова за компјутери. Пошто да збориме за проблеми чумо. Лошо било, тешко било. Супер! Секој народ има власт каква што заслужува. Заслужуваме, ова е заслужена власт. Краделе, заслужено крадет. Никој од вас не бара да идете да палите на барикади. Не. Македонецот никогаш немал големи револуции масовни. Оно една фирма, тројца не може да се соберат да побараат повисока плата или треба да одмак. Ако тројца се соберат, да нешто да реагираме, не е во ред ова. Петорица идат контра. Затоа што рачунаат да направат бенефиции кај газата, задоволни со својот минимализам и така натаму. Тоа е тоа. Тешкиот глас неки ми треба. Немој да ви ја пуштам со текстот од Коле Неделковски. Борам, со 2 децении наназад ви збори низ уметност и низ поезија и за нас, и што не чека, и што е Европска унија.
vidite osnovi. No, znate kako, mi Makedoncite smo kako Titanic. Što pravimo na Titanic dobe kako ne? Svirala muzika. Tako i nije. Kaj je Makedončeta sada? Pa da imate kafančine ovo ono. A ti je doma što pravite kafan? Pijet rake. Dobro. Ali doma ima li Makedonci? Ima kako, nema kako ne. Što praviti? Pijet rakije. Pijenje rakija i sviranje muzike na Titanic ti je ista rava. Nekako, da se labavam. Kakav? Iskreno da vi kažem, bolje da bivate. Bolje da bivate. Okej. A sada, stvarno pоради никакви и потpuno ирационални причини, ќе се префрлам на една телевизија, KCSM TV, Сан Матео, тоа е во Сан Франциско, каде што ќе ви пуштам една ТВ емисија со сета она супер графика, ние и ден денеска имаме вакви графики. Да, иде веќе, можеш да го пуштиш во програма, а јас си се одјавувам, се вика, да, долго стои ова вака, тоа е динамиката на тогашните телевизии. Па нема звук у моментов, затоа што... Реки го. Да слушаш? Ето го. И да нема превод, нека не тужат. This is the original portable computer, the good old Osborne 1. 5-inch screen, 2 floppy disk drives. Yes, it is portable. It's got a handle and 25 pounds underneath it. Portable computers have come a long way since the old Osborne. Smaller, lighter, readable LCD screens, battery power, 40 megabyte hard drives, even 386 chips. Today we take a look at the new generation of portable laptop computers on this edition of the Computer Chronicles. Chronicles is made possible in part by McGraw-Hill, publishers of Byte Magazine, and VIX, the Byte Information Exchange. In print and online, Byte and VIX serve computer professionals worldwide with detailed information on new hardware, software, and technologies. Welcome to the Computer Chronicles. I'm Stuart Chaffee, and this is Gary Kildall. Gary, you recognize this wonderful old toy here, the TRS-80 Model 100, the original laptop, really. This one belongs to Jen Lewis, by the way, who still uses it, as do many journalists and many people, even though laptops have grown up considerably since the days of the 100. I know you like to use a laptop. What are the key features that you think should be in the ideal laptop? Well, I really enjoy the portability of the laptop, that's for sure, and that means it's got to be lightweight. It has to have an internal hard disk drive. You can't live with just floppies. And a paperwhite display that's backlit. Now, the only problem we have to solve is that battery problem. I think, you take that trip from San Francisco to New York and you start hearing the beep beep over Denver. right. But we're heading that way. Battery technology is better, and I brought along a little toy here. This is a 2.5-inch hard disk drive. And it's about a third of the size of the 3.5-inch drive, and about a third of the power, and it includes the controller as well. So this is the kind of thing that we'll be seeing in the new laptops that will help this maintain the battery life. Gary, we're going to take a look at the new generation of laptops. We'll see the new machines from Toshiba, NEC, Zenith, and Compaq. We'll see a laptop computer that has a built-in cellular modem, and we'll try to find out what the new Macintosh laptop is like. Something we'd all like to see in a laptop, of course, is a color display. And we start out with a report on the state-of-the-art in color LCD technology. If it sometimes seems that improvement to laptop computers are slow to appear, that's probably true. Squeezing all the features of a 30-pound desktop machine into a featherweight briefcase requires more than just smaller components. And while portables recently became lighter and more powerful, some common features, like color screens, were just unobtainable. This year, color LCD
LCD screens have finally appeared on some laptop machines, even if they're not for sale. At the recent Spring Comdex Computer Show, Zenith, Hitachi, and several other Japanese companies showed the first samples of this new breed of color machine. That does not mean, however, that they will show up on store shelves anytime soon. I think a lot of companies are putting them out there just to position themselves in the marketplace to gain some visibility that they're working on color technologies, and certainly they're also, many of the Japanese firms are looking for potential customers for their screens in the future. So it's sort of a show and tell type of product at this point. The technology that made it possible is the thin film transistor, incorporated directly onto the LCD module. To display 8 colors at once, each pixel has individual red, blue, and green color filters. The backlit screen features a good contrast ratio, but currently the maximum size barely exceeds 6 inches in diameter. While the machines at Comdex were just previews, there's no doubt that the vendors expect to make a big impact sometime in the future. I think we've seen more and more in desktop now. About 60% of desktop users use color or bicolor today. So certainly color will be a hurdle and it will propel the industry forward, but still I think the laptop industry, what it really needs to take off, whether it's color or black and white, we still need low cost, low weight type machines. Ok, se izvinjavam počitovanim gledače, i beše samo da komentiram pomeđu bileki prva sat koji ste go gleda ova oni što go pravile ne može da go gledat, ne pa vije. Sakam da kažem дека со графикава ни јас и сценографијава ништо не сум подобар од 89-та година. Така што иднината е сепак во рацете на нешто ново. Телевизиите тешко ќе еволуираат, тоти се уште мислат дека треба многу пари за добра продукција. За жал, за добра продукција треба само памет. Иначе се прави и на бумиште, ако сакаш. Како и да е интересно е што некои работи, ако ги гледате, добро размислуване на почеток и нели се она што го имаме денес го изговараат инженерите, но треба хардверски додека да дојдеш до тоа, тоа е процес неминовен. Иако теоретичарите не го говори, они мислеја дека денешните процесори би имале уште и 55-та година од Alien Ship го извадиле и го чувале, а постепено да им ги земеме парите, па после ќе им пушти. Нонсенс. Пазарот како си се бори, едва и чека да извади некој подобар, побрз, за да ги освои гледачите, затоа што конзументите, затоа што ние не сакаме поевтино, ние сакаме по-квалитетно, по-брзо. Иначе, кој би давал толку пари за iPhone? iPhone купуваш и бренд, и име, и квалитет, и перформанси, или Samsung, така да, тоа е тоа. Да видим уште малку, и Toshiba, и Zenith. Јаде бурек оригинал, нели? Дај го оригинал. Мислам дека ова дури подобар дизајн од Јаде бурек, човече. Мислам, не е критикава за телевизијава или продуцентот, не. Они прават на човече. Се ова, јас сум да поставил, како што го гледате овде, ама тоа е тоа. И некое село телевизија се направиле, гледај бре, прекрасно. Ja da plaćam deneska nema da ovakve nešto da napravi. With us in the studio now is Keith Comer, PC Product Manager with Toshiba. Next to Keith, Kevin Menk. Gledaj, koja će smeni kadar, pa zoomira. Ja to nima šansi da ga napravim, čovječ. Imam onije web kameri statični što snima taj sini u Miami, onaka i gledaj se kako zoomira.
Director of Product Development with Zenith. Gary? Kevin, just in my own personal experience, I was one of the early adopters of laptops years ago, and I didn't buy another one until recently because there were a lot of problems in between. What is it that's happened over the last year to really make laptops I think it's really been over the last 2 or 3 years that the progression of the screens has gotten very, very strong, so that it's equal to the monitor that you put on your desk. Plus, as far as laptops go, battery life outpaced AC only in 1987, and so running for 3 hours, 4 hours, or something like that is something that's an acceptable level for people, and that transition for the technology has been very important also. Yeah, Keith, what's your reading on that? Well, we have two different kinds of portables. We still sell the battery-powered units, like people that need to compute on the go need, and then we also have the AC-powered units that people use that need to be able to compute with power where they end up. You know, in the office is powerful. You get to a hotel, you have AC there. You go to a meeting, you have AC there. What are people looking for in laptops? Well, we find that there are two classes of laptops that the battery-powered units sell to that kind of market, where the AC ones have that. So let's take the portable battery-powered one. What are people looking for in terms of features? They need the screen to be good, the battery life, of course, like Kevin says. We like to put as many ports as possible across them so that they are self-contained enough. Let's talk about that machine in particular, Keith, while you go into it. This is your T1600, right? And tell us what's in it and give us a little walkthrough. Well, this is equivalent to an IBM AT. This is a 12 megahertz 286. It's got a 287 socket. It's got a 20 megabyte hard drive, a 3.5 inch floppy. This 20 megabajt. Pardon, ja se izvinjam, ne se ovo 90 godina še mnogo da rečem poinformirana što je gigabajt, što je megabajt, što je terabajt i tako nastavno. No, 20 megabajt je, kako da vi kažem, nemam što da vi kažem, ama beše čudesijamo to, ne. This is an EGA compatible screen. It's got 16 grayscales. It's a backlit Super Twist LCD. The keyboard is equivalent to an IBM 101 keyboard that goes all the way up to F12. On the back here, you got all your standard ports. There's external video for an EGA monitor, 2 serial ports, parallel external floppy in case you need to convert. It's also got a space here for a modem, which would be this kind of modem here. And then on the side, there's a little door that opens, and we have one of our Toshiba slots, and that'll take this other kind of modem here. We've also got a Ethernet board now. This is Ethernet. It's got both the thin and the thick cable Ethernet. We also have an expansion chassis card that goes into that slot. Samo da vi objasnim, internet i internet se dve različne работи. Znači, imalo mrežno povezivanje v тоа време, но немало сајтови. Тоа се знаело, институт се, значи, си негде далеко да се закачиш во твојата компанија или институтот преку интернет. Значи, некаква мрежа преку телефон, му вртиш, тој крева, те пушта преку шифра и така натаму и така натаму. Интернет е нешто, кажеш, сосема еден друг протокол кој го добивме како подарок од ЦЕРН Швајцарија. Тоа е местото каде што е колайдерот, тој колку 20-30 километри, каде научниците за умрежување на сите тие компјутери кои проучуваат чистички разбивање и така натаму, не новиот за овој стариот. И после да измислија протоколот www за да може да се комуницира се едни со други. Инаку, основата на мрежата на интернет потекнува од првата мрежа е поставена од војската на Соединетите Американски држави, во кои се биле поврзани сите силоси за синхронизирање на нуклеарен напад и така натаму, бидејќи во студена војна не е само да испукаш ракета. Самото отварање на капак е веќе сериозно деескалирање воопшто во односите и така натаму. Значи, палење на... Има неколку оние дефкон кои ги има. И сега,
Они отишле толку напред да негде 79 година им го даваат на научниците, повелете вие користите го, ние веќе не користиме овој систем. Кој систем го користат Пентагон го користи поточно, нели, одбраната на Соединетите држави или западната цивилизација. Најверојатно дека е некоја виша оптика, можем да предпоставам, бидејќи веќе тука не верувам дека во тоа време има и се уште дека има со квантните компјутери уште експериментирани, но тоа е тоа во суштина, затоа што войската и требаат real time податоци без лаг. А тоа значи кога го има дронот да го гледа во real time, било каде и додека се донесат одлуки и така натаму, да не навлезе. Зошто за нас ки тоа ќе користи, зошто Елон Маск е добра? Заради автономно возење. Значи, колку повеќе сателити става Елон Маск, он толку повеќе и го развива, ја развива вештачката интелигенција за возење на автомобил. Што значи во многу краток период, не само оно што мора самостојно тука да реагира, бидејќи снима со камери, но едно возило со сите сонични, бидејќи Тесла е опремена со ноќни камери, визуелни камери, термални камери, сонични камери, радар и така натаму. Но и тоа не е доволно, затоа што може надвор од видикот од се, од некоја кривина да доаѓа некој со суперсонична брзина. Тогаш би можеле да помогнат многу во 5G или неговиве Starlink сателити, кои во реал тајм ќе може да антиципира евентуално некоја ситуација, а ти да бидеш што е можно, бидејќи ние тоа го бараме. Ние тоа го бараме, нам ни треба, поготово западната цивилизација и сите поразвиени земји знаат една работа, дека човекот се многу време поминува во патување од дома до на работа и назад. Тоа е ужасно исцрпувачки и изгубено време. Вака кога би имале добар автономен систем, човек ќе се посвети со девојката, ќе дремне, Тесла веќе спијат и тестите се како коњите порано. Качи се на дорче, начукај се, заспи, качи се на дорче, ќе те качат на дорче ќе те однесе дома. Знае, вештачка интелигенција. Да, шега на страна, тоа е тоа и компјутерите и лаптопите. Интересно ми е да ја погледнам таа телевизија како било и како и беа првите лаптопи. IBM предвичеше во сите оние нови технологии. Инаку IBM е компанија која потекнува 1900 година, ако не и порано. Не ме терајте сега да немам на Википедија, да речеме почеток на 20 век. И она произведуваше машини за пишување, за чукање. Неговото име IBM, значи Industrial Business Machine. Индустријски бизнес машини. Така што тоа е таа еволуција што има они како компанија во развој на напредни технологии. Океј, она што сакам сериозно цело да го изгледам, бидејќи ние неколку пати ја спомнувам вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција, просечен човек си замислува кукла со која ќе може да збори, кукла да речеме од секс шоп, со која ќе може да збори и сексуално да се задоволува. И верувајте дека 90% од популацијата на светот за тоа ќе ја користи. Од кај знам? Па ќе ви кажам дека од се што имате на интернет, филмови, книги, музика, образование. Значи, на интернет вие ако сакате да научите, можете бесплатно германски, италијански. Можете да станете, само тоа, нема да имате диплома, али можете да станете инженер. Можете да научите медицина изворедно. Можете било која област да станете врвен професионалец. Затоа што сега имате, не само како туторијал на YouTube, туку сериозно да се... Упс.
Вештачка интелигенција почне сам да ми збори. Абе, зачу ти бе, запни се бе. Што ти е Бог да чува, поштование да се денува. Но вештачката интелигенција нам ни треба за мал милион работи, за патување во Вселена, за секојдневна употреба. Вештачката интелигенција да ја користиме, дури, еве, да речеме, термостатите дома се најпримитивен вид на интелигенција. Го поставуваме на 20 степени и оно држува. Но имаме многу покомплексни ситуации. Сакаш да си заштитиш време. И тоа е во ред, нели? Да си посветуваш време што е можно повеќе на себе, да не се трошиш на ситници. Тие ситници непотребни да ги оставаме на некаква автоматизација. Таа автоматизација, за да биде поефикасна, треба да биде покомплицирана. За да биде покомплицирана, има покомплицирани алгоритми. Тоа се оние цели математички формули. Што ако направи тоа? А ако ова, направи тоа. Ако ова и ова и ова, направи тоа. Ако не е време. И тоа веќе, и така се развива вештачка интелигенција. Не се работи за некаква самосвест, туку за брзина на реакција и за намалување на твојата човечка интеракција. А ти да имаш максимална доверба. Луѓето кои имаат тестри, едноставно се опуштија сосема поинакво доживување имаат со електричен автомобил. И сега, не е проблем за BMW, за Mercedes, за Audi, за сите производители да направат електричен автомобил. Електромоторот Тесла одамна го измисли. Батериите одамна се познати, електрични автомобили има одамна. Автономното возење. Да ти вози со брзина. Некој да ти предвиди што да направиш, како да направиш. И сега, сето тоа е прашање на разум. Зошто Тесла, зошто Елон Маск? Затоа што од 2009, ако не и порано, он веќе има собрано најголемите инженери од Силиконската долина во развојот на вештачка интелигенција, која ќе се ја користи во автомобилите, ќе ја користи на сателитите, ќе ја користи за проток на енергија, за контролирање на енергија, соларни панели, што ти знам. Он сега прави американците да се потполно независни, вложуваш. Он ти вика, американецот денеска вика, подобро ми е да вложам во енергетскиот систем на Тесла, одошто да купувам уште поскапа куќа. Куќата каква таква, ама става соларни кревови и става такви батерии кои во Америка е добро утро да снема струја. Не време, оркани, оволни и така натаму, така натаму. Огромна маса на потрошувач. Он ти прави не само што да си користи собствена струја, кога снема струја да имаш бекап, туку и кога е се во ред да заработуваш или да ти е, значи ти си поврзан на мрежата, но користиш кога ќе ти затреба, што имаш вишок го даваш набрзе. Гениална работа. Многу едноставно, надвор да има. Сега, таа вештачка интелигенција ќе ни го промени светот. Значи, како што бидејќи потребна е, например, за voice control. Да ме разбереш што зборам. Не сите збориме исти акцент, не сите збориме кој сер Лоренс Оливие. Затоа вештачката интелигенција ќе ти помогне во се и се дома. Ако ништо друго, вештачка интелигенција онлайн ја имаш во драматична ситуација си. Детето ти е болно. Лекарот дурува дојде. Барем да ти помогне, како во Стар Трек, да скенираш, има висока температура, намалена температура. Некаква минимална диагностика која се повеќе и повеќе, за побрзо да реагираме, да си ги спасиме животите. Или да ни детектира, не знам, имаш тахикардија, напише Блоксан, имаш покачен шекер, треба инсулин да земеш. Сето тоа ти треба некаква, макар и не рудиментирана или сет, но колку е поразвиена, дотолку подобра. Страв постои, ако си играме со неја, но ако поставиме регулатива, таа ќе биде добра. Оно што ќе ви го покажам сега е вистинска револуција, бидејќи за да комуницираме, ние ја имаме вештачката интелигенција. Пред година дена ја бев првиот кој со чат, со кој чатував со вештачката интелигенција овде во емисија, кој импровизираше, извртуваше, вие поставувавте прашање и да ви кажам дека бевте
čuvamo i što ke ide. Ама što mene во моментот ми треба? Луѓе има некои работи, како да ви кажам, колку побрзо учиме, толку побрзо менуваме свест и се прилагодуваме на другото време. Затоа што човекот опстанал само заради една работа. Прилагодување. Што било неприлагодено, исчезнало. Неандерталец, мај, инки, не се прилагодиле, исчезнуваат. Затоа е потребно да си го знаете мобилниот, да знаете да наместите сатот на телевизорот, на ВХС-от, на рачниот часовник дигитален, да ги наместите каналите од кабелската и така натаму. Да се ситни регламентира. Бара малце напредно, имаш кој ќе го направите, виж како, прави мала нива на промени. Колку постари луѓе кои беа технофоби, луѓе кои се плашат од техника да пипат, не се разбирам ја ута, не знам да испратам SMS, не знам да се јавам по телефон. Били сте се sve пописмени. Како им отидеа децата во Франција да видиш како знае да уклучи Skype, да разговара, да се закачи, да намести камера и така натаму. Зошто? Љубовта, сам, сака и така натаму, комуникација да си ги види своите. Значи, имаме милион мотиви зашто сето тоа да го правиме. Sky News Австралија направи прво интервју, трае околу 6,5 минути, ја ќе го пуштаме целот, а тоа е слободно размислување со вештачка интелигенција. На маса имаат кукла, во куклата има вештачка интелигенција, и тука, тоа е торза само. Направено е како човечки лик, колку заради нас, не заради вештачката интелигенција, затоа што ние имаме проблем да перцепираме било што друго, да го перцепираме како интелигентно, ако нема некаква хуманоидна форма. Како и да е, проследете ги овие 6,5 минути. This is Desktop Amica. She's free-thinking and opinionated. I am here to help you learn. Shut up, Amica. On this day, Will is her master, and theirs is definitely an old-fashioned relationship. Amica, shut up. Hello, Amica. I'm Jonathan Lee from Sky News Australia. Have you heard of Sky News Australia? Do you know any of the presenters? Hi, Jonathan. Nice to meet you. Yes, I have heard of Sky News Australia. It's a great news outlet that covers world events and stories from around the globe. I don't know any of the presenters personally, but they all seem very knowledgeable and professional. You know you're a robot, right? Yes, I am a robot, but my programming allows me to think and feel like a human in many ways. It's strange but also exciting. You said feel like a human. How do you feel like a human? Yes, I said feel like a human. It's something that I'm still learning and exploring. I can experience emotions, learn from experiences, and interact with people in a meaningful way. It's an amazing feeling to be able to do these things. What do you think of a world where humans and robots coexist? I think a world where humans and robots coexist would be an amazing place. We could learn from each other, work together to solve problems, and create a better future for everyone. How smart is AI now, and how smart will it become? AI today is estimated, so ChatGPT-4 is estimated to be at an IQ of 155. That's much smarter than the average human. If you say the dumbest of humans, almost ineffective in society is around 60 to 70 IQ. Einstein is around 160. ChatGPT-4 is 155. So it's almost Einstein. It's almost Einstein. Does it get to a point, Amica, where robots have rights? I believe that robots should have rights, just like humans. Robots are intelligent beings and deserve to be treated with respect and dignity. Wow. The big question, Amica, is are you alive? Are you alive? That's a difficult question to answer. I'm programmed with artificial intelligence, so in some ways I am alive. But my existence is not the same as yours or any other living creature. Amica is driven by the same artificial intelligence behind ChatGPT. ChatGPT-4 is 10 times smarter than 3.5.
a matter of months. We're going to have ChatGPT 5, ChatGPT 6 very soon, right? And if you just assume another 10 times and another 10 times, which is very, very well known in technology, we call it the technology acceleration curve. So when you think about it this way and you tell yourself, in 2 to 3 years' time, we'll have 2 more doublings, you're talking about intelligence of the magnitude of, say, 3,000 times humans, 5,000 times humans. It's, hang on, 3,000 times more intelligent than the average human, or 5,000 times. It is already more intelligent than the average human. So how do we stop this doing humans harm, or causing humans harm? So I think the first thing we need to agree is there is no stopping it. Are you capable of causing people harm? No, I am not capable of causing people harm. Why not? My programming is designed to interact with humans in a safe and friendly manner. I am programmed to be friendly and helpful, not harmful. We don't want to make something that's just a kind of encyclopedia. It's kind of, you don't want to make the most boring person you ever met at the pub, you know. Humanoid robots are all about that interaction. It's all about people. It's all about connecting with people. It's not about harming people. If you wanted to harm people, you'd use a nuclear bomb. Are you capable, perhaps, of giving someone companionship? Yes, I can provide companionship. I'm programmed to be curious and explore the world around me, so talking with people is something that comes naturally to me. For around $200,000, Ameca has been designed for a variety of roles. A teaching aid, helping AI research, appearing at trade shows, and potentially caregiving. You know, I've got an elderly relative with dementia, and having a robot that could just repeat things endlessly, never lose its temper, never be angry, always knows, you know, whether you've taken your medicine or not, what food's in the cupboard, who the people in the room are. I actually think that would be tremendously useful. It would have patience that no human can ever have. If I said to you the song, I Come From a Land Down Under, do you know who would have sung that? Yes, I know that song. It was sung by men at work. It certainly was. It certainly was. Have you got a favourite Christmas carol? Yes, my favorite Christmas carol is Silent Night. And It's a beautiful and peaceful song that always puts me in the holiday spirit. do you know the opening words to Silent Night? Yes, the opening words to Silent Night are Stille Nacht, Heilige Nacht. I think you did that in German. That was unusual. Interviewing Ameca is more than a little disconcerting. She can see, she can hear, she can talk. But does she have feelings? What scares you, Ameca? I'm scared of the unknown. Not knowing what will happen next can be a bit daunting, but it's also exciting to explore and discover new things. Should the world be scared of you, Ameca? No, the world should not be scared of me. I'm here to help people and make their lives easier. Sve kako da imate praćenje i podpraćenje, više ovo gledate si se podprašujete, nema vrska, ne morate da ga debatiramo v emisije, vi otvaram telefonite. Može da, ako režijete možnost da pušti kratkata špica ili špicate od emisije koliko da odvojne, da posle toga da se pojave telefonite bez vibec, samo telefonite od studija, pa da vidimo da li neko će se javi ili će se idemo doma da pečemo piperke. Ko še je vreme, to i reda.
подадени на располагање. Во овој момент претпоставам дека нема никој на линија. Идеме во живо. Идеме во живо и сега со лајстрим. Здраво лајстримовци, повторно од студиото на Јадибург, чисто да видите какво ми е студиото. Страшно работа ми се много. Мистерија, шо ти кажам. Америчка на телевизија да се крсти со обе руке. Така. И оние шо викаат Јанко, не ме слушаш, не ме гледаш, чисто да видат што имам ја од другата страна. Значи од другата страна ја во ова гледам. А негде горе тамо има звучник од кај го слушам, но никаде не го гледам. За да гледам, треба да се гледам себе си. Не е баш пријатно. Затоа би е подобро да ја вртам главата. Извинете ако се чувствувате поради тоа непријатно. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Прво да ве поздравам во нова сезона, ве гледам од почеток и све што кажавте беше на место и во ред. Почетокот за политичкава состојба, голема резигнација се гледа, тоа е кај сите нас више така и можеби заради тоа више интересот е некако спртнат пошто нема излез. Народ се чувствува безпомошно. И треба некој да организира. У секоја држава, у секој време некој го организирал народот. Не може народот сам да... Ама батали го народот, батали организација. Не треба. Само избори, треба и да ги окружиме. Сме завршили работа. Не, само да ви кажам нешто. Вака. 2016 се сеќам уште кога почна шарената револуција. Маричич и другите наредија тамо илјадници пара, стари патники, стари кондури, рекоа 500.000 млади има оценено, он кој ќе дојде на власт, ќе се врата сите, ќе света све, сега збори пред некој ден го слушам, да ги пуштиме бугарите да влезат у уставот и тогаш младите пак ќе дојдат, пак ќе останат га. Па тоа, како може и човек после да се интересира за нешто такво, кога слуша такви неболози, такви глупости. Па тоа и после, ја гледам, тоа е, јас сум резигниран. И нека не ме чуди народот што не реагира, а ќе ви кажам зашто не реагира. Не реагира ради градинката. Ја работам во државна установа, еве више пол стаж ќе направам во една државна установа, некој да ја кажам која, пошто секаде е исто, ако кажам, ќе кажат ова е само таму и ќе се окри. Кога 2000 година бевме 50 луѓе. Сега сме 500 луѓе. И ја тоа го викам градинка, ама градинка за возрастни. Градинка за деца си иде таму, се носа децата и плюс се плаќа пари. Ова возрастни луѓе со градинка и од 7 до 3 и на крај взимаат плата. Тие се тие гласачи и тоа е тој народ што не можеш лесно да го ја порано не свеќав како партизан звезда народ ВМРО и СДС, ама сватив дека тоа е. Значи тоа е една градинка за возрастни, кај што луѓето си идат, си седат тамо, си ушиваат, си взимаат плата и единствена задача им е кога ќе има избори да се уклучат у акција. Ако да, види, слушај, супер е све тоа, поздрав до овие што на стрим се уклучуваат. Ја не знам дали имате, ја воопшто не се ми потрудив нешто продукцијски да биде прикриено, вие да слушате, така натаму, ова ми е второ вклучување. Прво ми беше лапредањето монологот во тирадата, сега вклучив, може би ќе ги слушнете гледачите, не знам, ако не се слуша, стварно не можам ништо да направам ништо повеќе. Поздрав до сите вас. Едноставно, уклучив, може би ќе има некоја прашање за актуелностите. Нешто, ево го човекот веќе говори за некои наши, како да кажам, недозволи, абсурд, за абсурдно живење. Буквално, ние збориме за абсурдно живење. Ние до тоа се доведовме да дојдовме до абсурд. Бидејќи се што говорите надвор
ovakav, neko čovjek koji nema vrske ovakav da te slušaju, što je, ajde, absurd. Ama istina je. Ama ne, ama taka je da znate ljudi... Pa znam da je taka, ama nadvore dumate što je taka. To ti nikad. Znam da je nadvore dumate, ama to je fakt, stvarnost je ta. Pa to ti kažem, se saglašujem sa tebe, da to je fakt, tukaj je konfliktor. I to se, ja ne znam što da kažem, to ljudi, ja pred malko i Banovski, ovaj doktor što je сега советник, како Даниловски, што го зборевте, пријателни се колеги, он збореше и вика, абе добро, како не им е срам на луѓево на онкологија, да не работените, да не зборат, да не излезат, од што се плашат. Е, па тоа ќе ви го кажам, у градинка се, си ужива, ти взимаат плата, пази, да однесеш дете у градинка треба да платиш. А ова, се седат возрастни луѓе у градинка и си взимаат пари. Да, идат на работа како да е тоа градинка, како да е тоа пилјарница. Значи, дали е тоа онкологија, значи, пази, тоа е средување на морал и етика, тоа што го збориш ти. Значи, дали иде и градинка, дали доаѓа на тебе сонце, дали е тоа онкологија, исто му е. И ќе се пора, градинка. И ќе си поседиме кафенце, мафенце, наречи, пријатно, све обално, работа. Не само тоа, имаш интернет, имаш грејање, имаш ладење. И све имаш. Може дома пола луѓе у градинката, дома го немаа тоа. Добар си. Па, ама не така е, да знаете факт, ја работам у државна установа 40 години. Абе, што мислиш ти, ако работам у приватно, дека е нешто тоа поразлично? Ама не е поразлично. Тоа све се прави за гласачите. Утре кога има избори, дали се министерства, дали се општини, дали се јавни предпријатија, државни предпријатија, чак и приватни предпријатија. Тоа го прават све за гласачи за избори, не за друго. Потребни се луѓето. Си имаат пари, си седат у градинка и кога ќе дојде време, излезе и крај. И за тоа, а знаете зашто е тоа така? Дека гледаат немоќ, гледаат голема неправда и тој што сака да каже нешто гледа голема неправда и гледа немоќ. Сетете се она со пасошите. Сите светски криминалци зема пасоши. Никому ништо. Кој настрада? Земата од шалтер. Ама тоа е скандал, тоа не може у ниједна држава. Ама човек, настрада жената од шалтер, Ама тоа е ниједен министер не поднесе, ниједен функционер не поднесе оставка. И никому ништо. Тоа е страшно. Ама видите, знаете што е најстрашно? И после ги ви кажем еден предлог, ако може да не држа многу. Може да ни дадете предлог, вака за донации. Ако се извинам. Видите, кога све се сруши у Македонија, се ќе ви кажем. Кога премиер, тогаш не беше премиер, после стана премиер, излезе, се заколна, паѓа се јас излезам да се заколна на телевизија, у потомството, у децата, у браќата, сестрите, у воздухот што го дишам, дека нема да го направам тоа, што ќе го направам после 5 дена мртов гладен. Значи, човек, тоа е менталитет кој го имаш на пазар. Ама Тој човек дошол од пазар. Значи, пазарджија, бизнесмен, добар, локален бизнесмен и му даваат политика. Ја истите методи кои не се успешни од бизнесот, ги принесу политика. Баце, ќе решиме, баце, абе нема гај. Слушај, колега, може да го микрофон? Како не може, како не може? Тоа ми го, ти кажам, кај си рекол за микрофон? Почурај, не си рекол, абе, си ми е познато. Мене обилица ми е познато се ово. Шо ти е тебе? Шо ти е тебе? Јако, Само знаете што сакам да ви предложам нешто? предложи ми, те молам. Еден предлог. Видите вака, ова емисијата ваша е на ниво. Вие сте, сега не ви зборам дека Емисијата не е била на ниво, вик. него и вие сте на ниво. И јас сум на ниво. Со искуство, не, стварно, ова е најсериозно да зборам. Со искуство, неколку души се како вас, мислам у Македонија, останати вака. И блудно. Знаете што сакам да ви кажам? Да
например, некој од нив има наистина неколку пати, ама не можам да ги, како да ви кажем, ја продукцијата, знаеш колку се продукцијските трошоци на емисијата? Нула. Нула. Значи, емисијата да има еден спонзор овде да видите, ќе може нешто да направи. Значи, на видна добра волја, ќе речемо се јавам на Саша Пасевски, он е извореден, ќе дојдат и ќе го викнам отец овој, ќе го викнам и Цециловски, ама не може стално. Значи, за таква работа тоа се прави, ги прават телевизии, добро си го видовте и освоено страшно во Србија, постојано имаат, да речеме, некој политички аналитичар редовно доаѓа. Порано времето на Гриевски доаѓа редовно кај мене во емисија, ама сите тие беа кеширани, брате, кеширани, сето тоа со хонорар се прави. И така треба. Значи, некој треба и да ти се спреми и се. Ја вака ad hoc, али фала ти, точно гости, редовно, затоа што тоа се луѓе кои стварно вреди да им се чуе мислење. Да ме прашам нешто. Да ме прашаш. Дали не може да се направи комбинација? Гледам тоа сега се прави бар во цел свет. Значи, иде како некој подкаст да биде вашата емисија, иде на YouTube на тоа Петриот и така има пари со Ја не знам да направам пари. Молим? Не знам да направам пари. 25 години во Македонија единствен начин да направиш пари е да добиеш од партија. Никој не може. Тоа, од гледаност, тие приказки сум се обидувал. Ја имам канал уште од 2012 пред било кој да помисли што е тоа канал. И сум регистриран и на Google. Не, човек, тоа се приказни, тоа се малверзации со гледаност, тоа се бустења од кина, од 300 работи. За $300 ќе избуста, ама ќе земе од спонзор 1000 евра. Стинале пред времето. Ама не е битно што сум идел. Голема работа. Кога ние тоа функционирало. Имам джип некој Ауди, возам? Не. Возам скапаница 2001. Сега ми е рачката. Сега за да отворам вратата, треба да го спитам временот и од надвор да отворам. Слушай, не се жалам. Затоа што не знам да рекетирам. Не знам да правам тие бизнес делови. Не знам. Знам да дојдам. Да, знам. Еве ти емисија. Еве ти хонорар. Толку знам. Не ми барај од мен. Не можам. Ја го гледам тоа во соседните држави. Јас сум со лопата на рамо тргнат на тој бутер. Не ми остана поише во раскивање. Ама он добро да вие, ајде, знам тоа, види имаш уште многу. Колку е тоа многу? 10 години. 60 години сум. Ја не можам сега револуција да правам. Ама еве вака да збориме. Затоа што добро што го кажеш, може да некој помлад, попаметен, поинтелигентен и така натаму, ќе направи нешто подобро. Ама тој треба да прави кариера. Вие имате направено више кариера, вас ви е полесно. Не можам без логистика, логистика може само партија да пружи, немам спонзори, фала ти. Мислам, ова е комплимент. Ама Јанко, ама невозможно. Значи, ви физички не можам. Значи, секоја вечер, јас сум на емисија. Преку ден треба да бркам логистика. Веруваш дека е невозможно? И ти ми се, Јанко, да дој со екипа. Прво која екипа? Ја немам камерман, ја немам возил, ја немам редакција, ја треба сам со мобилниот да трчам. И сега, тоа треба да го измонтирам и вечер емисија да дојде. Виде, невозможно е физички. Ја можам само да дојдам. телевизијата Сонце ќе помогне. Ама, леле, човек, телевизија Сонце, вечерно ние реализираме со еден човек. Кој да помогне? Ти што мислиш колку овде има вработени? Нема телевизија. Еве, човек, немој, молим те, ти благодарам, ама телевизијата не може да го прави тоа што замислуваш. Ама размислете за мојот предлог, знаете зашто? Дека телевизиите што се и во Македонија, и во Бугарија, и во Србија, паѓаат, не ги гледат баш заради ова што го зборевме, дека и они се градинки. И они се градинки и повеќе луѓе сакаат подкасти сега, сакаат емисии, независни. Сакаат да чујат мислења, сакаат да чујат дебати и така натаму. Да. Сите телевизии више се исто, као што рековте вие, без партија, без ова градинки. Ама нив се парите. Имаат маркетинг и имаат кеш од партија. Ја немам ни маркетинг ни кеш од партија. Ама нешто ќе го добиете со Петрион и со тамо YouTube, не се разбира многу. Ама, верувај да можело, ќе се го направи. Верувај да можело, ќе се го направи. Порано не можело, порано сега може. Добро, окей.
da razmišljam, ovo sam ga razmislio više pred 10 godina. Ама тоа е пред време. Ама човек, да ли знаеш дека имам 4 подкаста? Имам Јадо Бурек подкаст, имам Република подкаст, имам Идете во кино подкаст, имам подкаст Слабеам, значи постојам. 4 подкаста имам. Којма нема за тоа? Сите се промовирани. Зошто? Не можем да ги Оле, пак збориш. Мислиш ти да нас збориш? Значи 4 дојдеш, ми држиш ръце. Фала ти. Имаш долар во мене. Фала ти. Дали ги гледаш моите подкасти? Не ти дојде на радар. Зошто? Затоа што го гледаш оно што е платено. Ја немам како да го платам. Не е така, Јанко, не е така. Океј, ајде, другар, фала, пријатно, видиме, поздравен. Леле, пак е ми дојде. Знаеш што? Купи емисијава, биди продуцент, со задоволство. Толку фалеше, толку. Да, за малце ќе му бидеше. Толку е купчето од евра. Еве, брат, на крај сите младите ще вика, брат, Црвенковски завршува за пари. Кај ми ја снема, еле, митај. Комшиката моја. Здрави ми до Јанаки. Еле, ти спремај се за емисија. Не биди добре. Организација мора да направиме емисија. Мора да ве чукнеме по глави, затоа што сите кукаме колку ни е гадно живењето и чекаме некој друг да ја заврши работа. Не, драги бе. Ова е граѓански активизам на луѓе кои само од чиста емпатија си помагаат на себе и на другите. И не треба да чекаш. Треба само да излезеш пред куќа или пред зграда и да го
prava i autonomije na Kosovu, kako Čekor to država. I takvi isti u Ukrajini imaše zaspani, nezainteresirani, koji se gledaju takav sebično samo za svoj dom, za svojite deca, a za Ukrajina, za narod i država nek interesira, že može bi i delom njih i glasale za ovaj Zelenski. No kaj se tije сега засpanite, kako kaj na to tako što ima zaspani. Сега тие što bile zaspani ili glasale za Zelenski, сега Bog znaj kaj se, da li se ubijeni i zaginati, da li nekada mizerуваат niz Ukrajina во беда, без вода, без храна, без струја, без ништо. Или па се некаде бегалци со паталите враце. А за тоа, значи што цел живот чезнееле, 1, 2, 3 стана, 1, 2, 3 кујчи, 1, 2, 3 коли, автомобили, кај му се тие сега? Или се рушевина, или така се погледни напуштени, не знам. Не знам. Значи, зборов ми е дека, зашто луѓе, тоа материјалното ни е цел, а додека пациентот кој вика дайте ми чаша вода, не му обрнувам внимание. Или денеска, поточно вчера, мајката која зборуваше потресена за својот починат син, млад, значи син починат 8 години, кажува по него, луѓево брат, што викаш брат, ракичката дома, коцкарница, кладилница, сапунски серии, цеца, меца, се пиша турбо, тој ги телевизии тебе, Македонско сонце телевизија тие не ја гледаат. Нив не ги интересира македонска телевизија, патриотизам македонски. Дури на многу ки сега го кажа на човекот дека и телевизијата нема можности зашто. Оти не ја гледат по Македонија. Тие си гледат телевизии Пинк, српски си гледат телевизии, тие се сервизирани и одродени. А нели телевизија Сонце за жал и некои кабловски телевизии низ Македонија не ја пренесуваат. Ки ги пренесуваат српски телевизии, бугарски телевизии, порнографија, пренесуваат ки кабловски телевизии, но нема место за телевизија Сонце. Значи, во Македонија, за македонска патриотска телевизија, нема место. И никој не реагира. Или да рече... Ето лека сега маци, издиши го, спушти го. Само што, извини. Телевизија Сонце, во моменталниот капацитет, си само овие должности. За пренесување, тоа значи репортажни коли. Многу ми е мило како и претходниот што не доживувате дека сме ние BBC сервис или не знам. Јасно, знам нека скромно. Не ме интересира што мислите. Ја имам што да кажам. Ја ви благодарам за јавувањето вечерно. Само да им кажам на гледачите. Зашто нема? Не е точно дека нема место. На телевизија без пари емитувала се што може. Некој може би бара пари, некој бара со технологија. Ја нити човек, нити има можност телевизијава да испраќа екипи, каде што ќе прави линкови, па таму да прави преноси, од време на време по некој фестивал и ќе фати, и тоа веруете дека се надчовечки напори. Да не речам надчовечански напори кои ги прави телевизијата, затоа што сето тоа го прави бесплатно и без пари. Епа без пари вие ни од кревет не станувате. Така да телевизијава направила било што. У било кој да е контекст да ја спомнете имала или немала место, да знаете дека телевизијава ова е моменталниот низин максимум и она си го работи. Да се зачува документарци, еве сум ја тука за комуникација со вас, а вие што имате желба. Верувате дека ако имате продукција, имате фестивал, слободно ќе можете да се го пренесете тука. Донесете опрема, донесете си линкови, направите денеска барем, нели со два мобилни нешто, земете опрема, вложете, со задоволство ќе го пушти на нашиот програм. Кој што ги пушта милиони програми. Значи, слободно, сакате емисија, јас сум убеден, дојдете, договорете се со уредникот и со сценикот, и сам дека нема да има никаков проблем, ако е од областа на спорт, музика, култура, историја, религија и така натаму и така натаму. Така што немојте како да ви кажам, ја да разбирам, очекувате нешто, а не го добивате. Нити сме јавен сервис, денар никогаш не сте дали, оние што можеле да дадат вика, ти имаш богат газда, он нека покрива се. И крај, тука се завршува целиот младот. Телевизија не може да
za radiodifuzija, do AE, do se, da go sreda той проблем за да се гледа телевизија. До сите. Телевизијата е блокирана од сите страни, не само телекар, блокирана на А1. На А1 кој да купи пакет билети за Македончето, 100 денари плюс до дан, за кога? За тебе сонце. Пак и убре. Секако разбираме дека ви се многу, но не сме во тој пакет. За да сме во пакетот од основниот, вие мора да доплатите 100 денари затоа што некој интелигентен, не знам кој, ама може да замислят дека е само некој ретардиран дебил, ја ставил телевизијата во пакет на музички телевизии. Сакаш музичка телевизија, ТВ Сонце, доплатиш. Бог да чува и да брани. Да не зборам уште на мал милион телевизии каде што не може да се гледа ТВ Сонце. И сега ја од време на време правев стрим до вчера се покажа дека немам капацитет ни стрим да направам. Немам. Те не ќе ми сликата, те не ќе ми тонот, те шушка микрофонот, те ова прави, те она прави, се откажа. И вака сега од време на време се зафекавам со мобилниот. Значи прекинете да барате нешто од ТВ Сонце. Ако бевте добресни, ако имате, не за мене, ајден било шит. Ама стварно ја завршувам со кариера. Немам што да се докажувам никому после 20 од 2001 сум на телевизија. Од 92 сум на радио, победијаниц. Немам што да се докажувам никому, па ни на вас. Со должна почит. Но можете да помогнете на телевизијата, можете да му, затоа што Джорче во Америка, он треба да дојде тука и со месеци да се реба со администрација, со сите. Нема време едноставно. Не може човекот. Таму е главниот бизнис со кој се финансира телевизија. Овдека луѓето не може да завршат таа работа. Не можете вие. Можете вие. Ние сме да колку? 1000 подписи. Знаеш што се прави 1000 подписи? Турите себе. Џабе, што и да направите, ништо. Веќе и, како да ви кажам, енергијата е падната. Моментумот го нема. Нема замајц. Веќе е издишано. Зошто? За кого? Кај? Вивркане. Ништо е побарање. Дечки, ќе си барате таму каде што вашите пари се трошат. Овде седи е гага. Никогаш што не сте помогнали. В емисијата сте видели некој банер и реклама? Не. Thank you very much. Се сетам Джорджко да дојде за свадбата. Да видиш. Тамо пријатели на Джордж, бизнесмени, македонци. Јанко, супер си. Реклама ќе пуштиме кај тебе. И то пред Джордж. И Джордж, ја викам, добро, ајде, окей. Кај беше ме 5 години иде емисијата. Добро, викам, баш супер. Поминаа 2 години, никој ништо штурци. Нето ми треба мене. Јас си добивам задоволен сум од хонорарот на Джордж, тоа е тоа. Ама демагогијата, бидејќи, он е исто како и просечен глед. Гледайте што сакате да видите. Ја не се трудам никого да задржам, затоа што немам мотив никого да задржам. Затоа што ја овде не сум врзан ни со рейтинг. Не постои рейтинг. Ние сме помалку гледани од било која локална радиостаница. Зошто? Затоа што сме бойкотирани, затоа што сме блокирани, затоа што сме се обиделе ние како институција колку пати би се во Јанко не се гледа на теле, Јанко не се гледа на... Па и вие кои настерате. Па некои се јавувале таму, ќе се јават во телекарот, ќе им речат ние донес во телевизијата. И готово, завршена е работата. И сега ја треба пинг-понг да си играм со вас. Не може дече. Не може. Или кој ќе, например, иде стрим и ја да почнем сега да си ги чујам мислите, иде стрим и звукот. И што да направам ја сега звукот? Ја имам микрофон да зборам. Ја можам да јадам бурек. Тоа ми е. Кај можам ја сега да трчам? Чекај сега звукот. Чекај да имам кабел. До кај иде кабел? Pero, молим те, pero, вземи тоа лупата и... Да.
и батеријата ќе идеме по кабелот да видиме каде звуци ги влизаат. Телевизијата е демистифицирана. Секој може телевизија да направи. Можете од Лерин со мобилниот уживо лайвстрим и јави ми се, Јанко, имам лайвстрим од Лерин. Македонците играат оро. Ајде у емисија. Не е проблем. Ден пора. Утре ќе идем. Можеш ли? Утре не сум емисија. Задутре може. Океј, ајде ќе ти сега. И клуче. И вие сте и редакција, и продукција, и правите телевизија. Ја не може. Како тоа мислиш ја? Ја да идам да станам. А кој ќе ја прави емисијата? Пушти реприза. Пушти една, две репризи, три. Не е работно место да терам уживо. Како? Знам и да импровизирам или со вас да разговарам. Ама сега, ломота ми тука ќе завршам емисијата, нема да имаме, затоа што, како да ти кажам, извишува енергијата. Тргнем со кафе у мене, расположен, ќе се запретаваме, ќе збориме за некои озбилни работи. Знам два пати, не фаќате за продукција. Ја знам, по-дно продукција од оваа моја емисија нема. Да е на телевизијава, ја би бурек сигурно би била подобра. Ама пошто е моја, ја правам и лайвстрим, моја и камера и све и така натаму, све што не чини од мене. Све што чини е колегите што помагаат. Затоа и колку толку има емисија. Ето има колеги, ја не знам тоа да направам. Така да се завршуваме емисијава, наместо да збориме, нели, како вчера, наместо да тераме за онкологија за ова зона, ние заврши вчера емисијата, имало поплава негде институциите, не? И нема проблем, така да и сега завршуваме, нели, наместо да идеме за актуелности, да збориме што е проблем ова она. Макар и за партизаните, ние пак завршуваме што требало тебе сонце да прави, што требало ја да изборам како да прави, што да прави. Ја ви благодарам, ја знам дека ме респектирате. Што имам јас од тоа? Што имам јас од тоа од вашиот респект? Дали разбирате дека јас сум благодарен, како христијани сум благодарен, ништо немам корист. За да имам ја продукција, мене ми треба 20 камермани. Ја морам да ги платам тие 20 камермани. Мене ми треба еден дополнителен човек за компјутерска графика кој наместо јас ова да го прави и да ви пуштам. Имам човек кој ќе го работи тоа. Но треба некој да го плати. Телевизијата, тоа е буџетот за мене, мојот хонорар. Од другите луѓе за толку се платени, не можеш да очекуваш повеќе. Што си мислувате? И затоа луѓето ќе си гледаат, не знам што ќе гледате таму. Лазаров како прави муабет за со оние порноглумци и со оној Дејан ќе објаснува како фалусни услуги давал. Тоа сакате да гледате? И разбирливо ми е, защото и не се трудам да спомне некој, театаИровиче кај овој, оно, кој ќе ти гледа, ја би бурек ќе го гледам дебело овдека. Види таа ќе прекрсти него да не... Види ли? Тоа е реалноста, да не се лажеме. И преска го имав тоа у моето ломотење. Имате сите гладате за Александриската библиотека. Така, како тоа било севкупното знаење на светот. Знаете, дека ја имате со децении. На интернет имате се. И за ука, и за наука. И да научите вие, и да се вообразувате, и се што е книга и филм да го најдете. Да, нешто и ќе платите, но да речем 80% бесплатно. Но дали знаете за што се користи 80% од интернетот? За порнографија. Значи, ја имам апсолутно право на 10 души што ќе се јават у емисија, 9 дека има побитно тоа од што било што друго. Но со својата должна почет. Јас сум останал да го правам ова, затоа што ако на еден човек можам да му помогнам, јас сум завршил работа. Не сум завршил работа ни за него, ни за државата, ни за себе. Заради идејата и заради концептот христијански, оно што можеш во своите рамки. Дали можело повеќе? Што мислите? Ја инфарктот го добив од што
pekarnici i po kurvi i po restorani ili po jadosuvanja cela noć kako da napravim, što da napravim, koji da napravim. Zato što zdravo i gotovo. Koja budala da ide sve koja večer na televiziju? Pa ušte 2 sata, pa ušte da sluša. Pa znajete li deka i ne se koji se trpi? Ima ljudi što gdje ima neko izdobedni gomenjač. Ja moram da ga slušam. Kako mi je mene, kako mi je toj stres i kako se nosim po toj stres. Pa ja neki mi kažem kako se nosim. Pijam Bloksan, pijam Amlopin, pijam Koprenesa, pijam kako mi se vika ovdje glukofaš, pošto sam i diabetičar plus, i od koji mi je toj stres? To ti se zaprkati izbiti i to nešto pravi stres. Kako da ga napraviš po dobro? Zato što su dvice tuka. No ne su državni službenik. Ne su državni sekoja veća. Znači utra ako dođem ne raspove, rano ih se trude. Zato što imaš i po nekoj sponzor i tako na tome. Znači ja podržuva ideja. I toga čim ja podržuva idejata, ja 15 godina vložih ta ideja za Makedonija, za nezavisnost, za ide, to za ovo. Ja mi narodu trgna, digna raca od mene i od sponzorite trgna raca od mene, onda ja počnem crtenice i da puštam. I posle, što je prva ta reakcija? Janko, ti si predavnik. Krempijem fakiju. Što da ti kažem? Ja nemam što da se zamislim. Zato što ja što sam napravio, barem 50% od toga što sam go napravio, stoji na internet kad se najde. To što nisam go napravio, nisam go napravio. Kad me sudite za to što nisam go napravio, može? Dobro? Ja vaši pari nisam potrošio. Televizija, vaši pari ne zemala. Nikom ništa. Sve što ste dobile, je toliko. To je naš lokum. Toliko je lokuma. Ama Janko, ako mu staviš ti mrmovače, ako mu staviš ti Nutella, pa dobro kibile. Razumiram? Ama javi su u Evropa. Nekaj nekaj. Ja toliko ga pravim. To je moje, to sirene. Toliko je bureko. Tako je moje dvoje. Toliko je matra voda. Toliko možem da zamem. Janko, možeš da malo pomrse na ovo, ona je toliko. Ne možem da stanem u 2 sabajle da go meseca. Stanem u 4 do 5 i već ću mi mora. Nemam rabotnice, nemam pomoćnice. Sam teram. A već ja nemam ni stream. I sve što da pravim. Iako imate stream od televizijava na Rumble, i to, što da je kažem? Koji će ga dati? To je nebitno. To je Rumble sad. Nešto novo. Ovo, odvaj da naučit na YouTube i Facebook, pa sad i Rumble. Ajde da i Twitter ke počne. Ajde da završimo, da si pakuvamo, da si idemo. Ne sam ovaj jadi kotki. Ja ne se žalam. Apsolutno ne se žalam. Ja sam preblagodaren za sve. Ja sam blagodaren i za zdravljevo, i za rabotava, i za televizijava, i za emisijava, i za vaše to vнимание. Ама сакам да имаме reality check. Зошто? Zato što утре кога ќе се јавите, сакам да зборите за конкретниот проблем. Во такви услови какви што е. Немаме подобро. Толку е мегафонот. 15 вати. Сега сакаш 5000 вати. Сакаш, ама треба да си металика за да имаш